утро на сите. Добро утро. Уште сте поспани, изгледа, треба малце да ве разбудам. Јас уште ми се спи и мене. Али фала му на Господ. Тука сме ова утро. Ако може само прозорот да се затвори. Фала многу. Океј. Ние сме во веќе четвртата недела во серијата Постапките на Исус. Постапките на Исус. Тоа е многу опширна тема за која зборувавме до сега. Покривме неколку работи од Евангелието според Марко. Покривме неколку работи кои се по прашање на мисијата, кога ќе се соочиме со отпор. Што прави црквата? Што правиме јас и ти кога ќе се соочиме со отпор? Дали се погрекуваме? Понекогаш јас кога бев малце помлад христијанин, чувствував дека кога, тоест имав страв, не чувствував, имав страв дека ако станам сериозен христијанин, мене ѓаволот повеќе ќе ме напаѓа. И затоа ќе си остана млак. Стига ме тој страв. Пошто ако ептен растете во верата и си кажеш јас ептен ќе ме напаѓа непријател, затоа јас ќе си бидам онака, на некоја златна средина, кај сите што се и ја таму. Зборувавме за кој всушност има власта во овој свет. Зборувавме за двете забави, забавата на Ирод и забавата на Исус. Зборувавме за роденденот на Ирод, каде што тој мислеше дека доаѓа кулминацијата на неговата, како да кажам, на неговата мисија, на неговото царство, на неговото царување. Доаѓа кулминацијата за на крај да разбере он да разбере самиот дека тој нема контрола ни врз својата роденденска забава, затоа што неговата забава заврши со смрт. Додека Исус во неговото присуство имаше изобилие. И минатиот пат зборувавме за Божјото присуство. Зборувавме за тоа дека Божјиот мир е таму каде што е тој. Додека тој беше на планината, таму беше Божјиот мир. Додека одеше по морето, каде што тој одеше. Јас мислам дека и да ја имаш способноста да одиш низ море, ако има многу силни бранови, ти пак ќе паднеш. Пошто и да можеш да имаш таа способност да чекориш по водата, ако има бранови, тоа е непредвидливо, како да кажам. Тоа е како да се обидуваш да одиш на не знам што. Има остари тие видеа, има платформи поставени на море, ако сте ги виделе тие видеа, платформи кои уствари вака со брановите плутаат. И на тие платформи луѓе одат себе од една шуп, ќе ги исфрли платформата, летаат 2-3 метри во воздух и паѓаат. Јас си мислев, ако Исус одел по водата и доаѓа некој таков бран, не знам, да имал некој магнет за вода, не знам што имал Исус на нозете. Не верувам дека таму каде што одел Исус, морето било мирно. Кога влегува во чамецот, морето околу чамецот станува мирно. Затоа што каде што е тој, таму е мирот, таму е стабилноста. И денес продолжуваме со уште еден текст од Евангелието според Марко, затоа што малите групи цела сезона ќе го обработуваме Евангелието според Марко, така да ова есен и зима ќе слушате многу проповеди од Евангелието според Марко. Јас уживам се да го читам одново и одново. Не знам дали сте читале така некоја библиска книга. Ќе прочитате и почнувате пак одново. И некако на 10-тиот, 15-тиот, 20-тиот пат почнувате да забележувате некои работи кои некои можеби не сте ги забележале до сега. Многу интересна е. Интересна дисциплина, ве охрабрувам да го направите тоа. Ќе читаме Евангелие според Марко, 10-та глава, 35 до 45 стих. Ако може да станеме да го читаме Евангелието, да го слушнеме Божиот збор. Тогаш пристапија кон него Заведеевите синови, Јаков и Јован, и рекоа: Учителе, сакаме да ни го исполниш она што ќе го побараме. Тој ги праша: Што сакате да сторам за вас? А тие му одговорија: Дај ни да седнеме до тебе, едниот одесно, а другиот одлево во славата твоја. Но тој им рече: Не знаете што барате. Можете ли да ја испиете чашата што ја пијам јас и да се крстите со крштевањето со кое се крштевам јас? Тие одговорија: Можеме. А Исус им рече: Чашата што ја пијам јас, ќе ја пиете и вие, и со крштевањето со кое се крштевам јас, ќе се крстите. Но да дозволам да седи од мојата десна или лева страна не зависи од мене. Тоа е за оние за кои е приготвено.
10 пак што го чуја тоа, негодуваа против Јаков и Јован. Исус кога ги повика, им рече: знаете дека оние што се сметат за народни кнезови и владетели, господарат над нив, и управниците управуваат над нив. Но и меѓу вас нека не биде така. А кој меѓу вас сака да биде поголем, нека ви биде слуга. И кој сака меѓу вас да биде прв, нека ви биде роб на сите. Зашто и Синот човечки не дојде за да му служат, но да послужи и да го даде животот свој за откуп на мнозина. Амин. Може да седнете. Само да ве прашам искрено, дали некојаш во животот сте се осмелиле дури и да помислите на вакво прашање? Онака амбициозно да пристапите: јас сакам да седам од десната страна на Исус. Дали некојаш сте се дрзнале да помислите на такво прашање? Исус, Јаков и Јован беа роднини. Не знам дали сте го знаели тоа. Салома, она која стои со Марија пред распнатото тело на Исус, всушност е сестра на Марија, Исусовата мајка. Мајката на Јован и Јаков е сестра на Исусовата мајка. Во тој случај Јаков и Јован што се? Се прави братучеди на Исус. И некако веројатно од таа причина се осмелија да му кажат на Исус тоа што му го кажа. Се почувствуваат доволно блиски за да може да ургираат за врски. Дојдат кај Исус и кажуваат: мислам, сите ние сме блиски тука, ама ние сме братучеди. Сакаш? Значи, ако некој треба да седи од лево од десно на Исус, мора сме ние, нема кој друг да е. Знам дека Петар е као, окей, збори многу со Исус, ама ние сме братучедите. Овој нивен разговор не оведува во една тема која би сакал да погледнеме од неколку страни. Сега малку само ќе ја начнеме, но ќе завршиме следниот пат. А тоа е припадништвото во црквата. Што значи да се припаѓа во црквата? Што значи да бидеме дел од црквата? Од што зависи припадништвото на во црквата? Дали е важно? Дали постои некој ред, некаква логика во тоа припадништво? Пошто тие побараат да седат лево и десно од Исус, значи има некаква хиерархија, има некаква одговорност. Што значи тоа? Да поминеме накратко низ текстот, да видиме кај ќе не води текстот. Што очекува да слушнам од Исус кога му пристапија Јаков и Јован? Еве ќе ви кажам искрено што очекував јас да слушнам. Очекував Исус да ги фати онака за деца кога зборим подмишка вака да ги крене, ај сега кај апостолите да научиме една лекција, да ги донесе пред останатите апостоли, да им каже приказна за некои горделиви луѓе, па потоа нараучение за тоа како не треба да се зборува и да ги искористи овие двајца како добар и многу јасен пример за тоа како не треба да се однесуваме. Исус да им кажеше на апостолите: слушнавте што овие двајца прашаа? Сега да ви кажам како не треба, вака не треба. На што личи тоа? На моје изненадување, Исус наместо да ги укори, тој не им поставува одредени прашања. Мене ми се чини како Исус на лице место, кога тие побара одредена функција, Исус на лице место им прави интервју за работа. Му пристапја: сакаме да работиме, и се вика: нема проблем. Ајде да видиме дали можете да работите на тие функции. Мора да бидете квалификувани. Ги прашува дали може да ја пијат неговата чаша. Ти кажа: да, ќе ја пиеме истата чаша која ти ја пиеш, штиклирано. Дали ќе бидат во состојба да бидат крстени со неговото крштение? Ти одговорија: да, штиклирано да. Тие се двете важни прашања кои Исус им ги постави на тој интервју за таа работа. Е па добро. Тоа што е лошо, на крај пак не ја добија работата, пошто Исус им вика: окей, ќе ја пиете чашата што ќе ја пијам јас и ќе бидете крстени со крштението со кое јас ќе бидам крстен, но не е мој да одлучувам. Некој друг одлучува за таа позиција. Стандард македонска процедура, знаете. Па не, знаеш, има други сили и така натаму. Неговата чаша, и дали ќе бидат во состојба да бидат крстени со неговото крштение? Одговорот е да. Ние во ретроспектива многу добро знаеме која беше чашата што Исус требаше да ја испие, за која во градината пред да го уапсат беше во агонија и се молеше дури и тој да го одмине таа чаша, да не ја испие. Тој таа чаша ја испи.
Но тие во тој момент немаа појма за што се однесува тоа. Тие многу лесно кажа да, спремни сме да испиеме таа чаша. Затоа Исус дури им кажа дека не се ни свесни што бараат од него. Исус знаејќи што значи да се биде од неговата лева и десна страна, јас верувам дека во тој момент Исус веројатно на ја имаше Голгота, распнувањето и двајцата разбойници од неговата лева и десна страна. Крштението, неговото крштение. Верувам дека тие нема појма за што зборуваат. Овој случај многу ме потсетува на мене, кога барам нешто од Бог, а не сум ни свесен што барам. Сте имали некојаш молитви кои одат многу подалеку од тоа за кое вие сте способни да го молите? Или понекогаш кога се молиме автоматски со зборови со кои не сме ни свесни што ги изговараме. Некои многу важни работи за кои се молиме. Господе, дај ми го ова. Господе, се молам за ова. Господе, се молам за Скопје, не за аеродром, не за оваа локална црква. Не за аеродром, се молам за Македонија. Господи, те молам за Македонија, без да размислиме што тоа би можело да значи за мене. Не се случуваат работите автоматски, ќе се молиме за Македонија и сега автоматски се случуваат работите. Исус ќе те праша, окей, спремен ли си да ја пиеш чашата што ја се пие и да бидеш крстен со крштението со кој јас се крштевам. Се моли за тие работи. Јас те разбирам сериозно, но дали си спремен да испиеш таа чаша? Тоа е следното прашање кој Исус го поставува. Понекогаш нашите молитви се полни со зборови како овие на Јаков и Јован. Мислам дека они самите не сваќаат сериозно кога го бараат тоа. Онака ја гледаат позицијата, ама не ја гледаат одговорноста. Често пати така се однесувам и јас. Не размислуваш што тоа би можело да значи. Во Евангелието според Матеј ни открива дека тоа прашање всушност не го поставиле тие, туку кој го поставил тоа прашање? Знаете ли кој го поставил тоа прашање? Мајка им. Доаѓа Салома кај Исус и го прашува: може ли моите два сина да бидат од твојата лева или од твојата десна страна? Не ни откриено дали мајка им ги фатела за рака, па ги однела кај Исус да го праша тоа прашање. Или они самите толку биле нетрпеливи, па се обидувале на секој можен начин да дојдат до таа позиција на Христовото царство, па се обидувале да го фатат на финта дека се претучени, па уште додатен мотив мајка им да праша, затоа што Исус ја почитувал веројатно мајка им. Не знам, не ни е откриено тоа. Може само да претпоставуваме. Но во Евангелието според Матеј, мајка им го прашува тоа прашање за нив. Тоа што мене ми го открива текстот овде е дека Бог го слуша секој наш збор. Па дури оние налудничави молитви кои ги имаме за освојување на светот, за преобразба на Македонија и слично. Верувам дека Бог го слуша секој наш збор. Исус ќе ти возрати со прашање за да ја открие твојата спремност да ја платиш цената за твојата молитва. Дали си спремен за такво нешто? Дали разбираш дека водството и одговорноста во неговото царство функционираат малку поразлично од водството за кое ние сме сведоци во нашето секојдневие? Исус ќе ги постави сите тие прашања. Исус кажал дека некои одредени места и служби во неговото царство се приготвени за одредени луѓе. Тоа Исус го користи тој збор. Тие места и служби се приготвени за одредени луѓе. Без да навлегувам во темите на сотериологија и во некои аспекти на предестинација, тоа се фенси зборови за јазикот или за разговорот за спасение. Ме утешува тоа дека Бог според своето провидение има повикано луѓе или приготвено луѓе за кои знае дека ќе може да бидат достојни или спремни и верни да седат до Исусовата лева и десна страна. Тоа што мене ми го открива овој текст прво и основно и тоа што мене ме утешува е дека Бог е активно вклучен во овој свет. Не само за таа некоја општа огромна волја за крајот на времето, туку е активно вклучен за кој ќе седи од левата и десната страна на Исус, кој ќе го прави тоа, кој ќе го прави ова, која одговорност ќе му биде дадена на, не знам, на Игор, која функција ќе му биде дадена на Кевин, на Борче, на кој да е. Бог е вклучен во секојдневието на црквата, во секој аспект на водството.
И неговото провидение можеме да видиме како се провлекува насекаде. Бог е активно вклучен во изградбата на своето царство и тоа значи дека активно вклучен во работата на секоја локална црква. Па дури во најмалите аспекти на служењето на секоја локална црква, која со молитва и послушност го изградува заедништвото во кое припаѓа. Замислете, Бог да е активно вклучен во секој аспект во функционирањето на евангелска црква Аеродром. Има сезони и духовни напади кога чувствуваме духовна апатија. Има такви сезони. И тие се многу тешки сезони. Не може да го најдеме коренот зошто горивото, тоа духовно гориво е на толку ниско ниво. Та некоја желба што треба да имаме за Господ е на толку ниско ниво. Не може да го најдеме коренот. Правиме секако што треба, барем така изгледа. Читаш, се молиш, активен си колку што можеш да си активен, не знам. Едноставно желбата, радоста ја нема. Те тепа некоја духовна апатија. Се обидуваш нешто ти сам да произведеш, но не оди тоа така. Едноставно сваќаш дека не оди тоа така. Не тепа духовна апатија. Тие некои суптилни напади знаат да бидат најпроблематични и најтешки да се откријат. И најтешки да бидат одговорени. Затоа што на површина се чини дека се правиме како што треба. Но едноставно има некоја магла во која не се ни дише. Едноставно не можеш да го дишеш христијанскиот живот. Христијанскиот живот станува терен. Изминативе неколку недели упатуваме еден јавен повик за служење во црквата во повеќе аспекти. Секоја локална црква има потреба од служители во сите аспекти. Има потреба за некои луѓе да бидат на аудио и видео, има потреба од некои луѓе да бидат на презентациите на песните, има потреба од луѓе да бидат дел од диаконија, службата како што е за домакини, службата, има потреба од служители во детска црква. Многу е утешно да се знае дека Бог сам е активно вклучен во изградбата и приготвувањето на сите тие личности кои ќе имаат некаква позиција во службата во неговото царство, почнувајќи од оние кои ќе седат од Христовата лева и десна страна, до секој еден кој активно ќе се вклучи во служењето и во нашата локална црква, на миксета, во диаконија, во детска црква и во сите други можни аспекти. Насред духовна апатија, мене тоа ме утешува. Дека без разлика каде се наоѓаме ние, лично и како црква, Бог е активно вклучен во секој еден аспект. И тој верно работи во секој еден аспект на црквата. Исус, тоа што е интересно, не ги укорува за нивното барање, тоа што го побараме од него. Но што им кажува што значи да се биде достоен за позицијата во неговото царство. Да бидеш достоен. Дали сте го слушнале достоен во контекст на христијанскиот живот? Да бидеш достоен. Дали сте го слушнале тој концепт? Да бидеш достоен. Дали некој сте си го поставиле прашањето дали јас сум достоен да бидам дел од Евангелието? Во контекстот на црквата и во нашите црковни разговори ретко верувам дека некој ќе се осуди да каже за себе дека е достоен. Онака го разговараме, си кажеме, знаеш што, јас мислам дека сум достоен за таа работа. Кога ќе каже тоа некој, одма доаѓаат стрели, одма доаѓаат ножеви, пушки и пиштоли. Ретко верувам дека некој ќе го каже тоа за себе. Дури да го мисли тоа за себе, онака, без да го каже на друг, сепак нема да осмели да го каже тоа пред некој друг. Ние разбираме дека се е по благода, дека се е по милост. Тоа мислам дека го разбравме до сега. Барем се надам дека го разбравме. Добри протестанти сме во тој аспект. Го запознаваме аксиомот на протестантизмот дека сме спасени само преку благодат. И дека никој од нас тоа не може да го заслужи или да го заработи. Спасението никој не може да го заслужи или да го заработи. Спасени сме преку благодат. Но мислам дека овој аксиом, изваден од правилниот контекст, може да не воведе во состојба на релаксираност, кој во никој случај, ниту евангелистите, ниту Павле, не го имал ум кога пишувал за спасението како акт Божи за човештвото и за целото создание. Пренагласувањето само на тој аспект на верата, благодатта,
не релаксира до позиција до која ние во суштина ништо не можеме и да направиме или да допринесеме. И сите наши напори на некој начин стануваат безцелни. Прави затоа што треба да си послушен. Не ја сваќаш поентата зошто го правиш тоа, кога Господ све прави, све е по благодат, се прави он, се е според неговата волја, се е според неговото провидение, тогаш зошто сум јас тука? Зошто ја служам? Што треба јас да правам? Не ја гледаш поентава, затоа што се е по благодат, така? Не сваќаш што допринесуваш ти во целата приказна. Сите наши напори на некој начин стануваат безцелни. Дури нашите најголеми напори и трудови во контекст на благодата Божја се безцелни. Затоа што спасението ние не можеме да го заработиме и затоа не треба ни да се трудиме да докажуваме ништо по прашање на тоа. Се наоѓаме во еден ќорсовек. Што е правилно се? Да правиме нешто или да не правиме ништо? Ако во случај почнам нешто да работам и да служам, да не почнам да го заработувам спасението па да го изгубам. Знаете, тоа е еден круг кој нема испаѓање сега. Но таа состојба на релаксираност може всушност многу да и наштети на црквата долгорочно. Таа состојба на релаксираност води до црква без служење, бидејќи не мора ништо да докажуваме, бидејќи спасението е само по благодат. Таа релаксираност не носи до црква без мисија, бидејќи нашите дела се ништо во контекст на Божјото дело, затоа и мојата служба и не е толку важна. Таа релаксираност не води до црква без одговорност, затоа што не мора да се прави ништо. И тоа е само опција ако сакам и можам. За крај и за жал, таа релаксираност не води до црква без живот. До таму не носи таа релаксираност. Таа неодговорност. Абе, не е важно недела дали се појавуваш, важно е што веруваш. Знаете ли колку стара лага е таа? Е многу стара лага. Тој е првиот гностицизам со кој црквата се соочува. Не е важно што правам јас надвор, како изгледам надвор, не се важни моите дела, моето тело, ништо тоа не е важно. Важно е што јас верувам внатре во мене. Тоа е многу стара лага. И ѓаволот повторно ја користи. Не е важно дали јас сум присутен, не е важно јас дали служам, не е важно јас, ништо не е важно. Важно е само јас да си знам внатре во себе што јас знам и тоа е апсолутно. Слушни го твоето срце каде се наоѓа сега. Голема работа е да бидеш во состојба да бидеш искрен со себе. Не сте ли свесни колку не сме искрени со себе? Многу е важно да се слушне твоето срце каде се наоѓа сега. Дали се наоѓаш, ова што сега го напишав, дали се наоѓаш сега таму и на тоа место? Нерелаксирано место. Каде што ништо не зависи од тебе, ништо не мора да правиш, може да се релаксираш, затоа што и онака ништо не зависи од тебе. Дали ради некаква лажна понизност и сметаш дека твојата служба не е важна и потребна? Дали го сметаш тоа? Дали ради некаква релаксираност си даваш за право да си кажеш дека ти сега си презафатен, па има и друг кој да служи. Може би имаш некаков комплекс на, може би повисока вредност, ги има и секакви нейни. Повисока вредност. Па служењето го гледаш само за оние кои сметаш дека немаат попаметна работа. Јас сум презафатен, тоа е тоа. Пред да зборуваме за тоа како треба да кажеме неколку зборови и како не треба, сега ако се активираме, ако е активна црквата, да кажеме неколку зборови како не треба да сме активни. Да се биде достоен за тоа што го зборувам, да се биде достоен за Евангелието, не значи да се пристапи со амбиција. Амбицијата е неверојатен непријател, страшен непријател на Евангелието. Амбицијата е страшна. Мислам дека Јован и Јаков пристапија со амбиција. Во денешно време да се има амбиција е целта на нашето домашно воспитание, тоест на успешното домашно воспитание. Ако детето стане амбициозно, ние сметаме дека сме ја постигнале целта како родители. Детето ако е амбициозно, тоа е тоа. Амбицијата на децата станува дефиниција за успешно родителство. Ако детето стане амбициозно, некој сметаме дека има светла иднина и уште поважно квалитетен живот. Оние кои најмногу не инспирираат денес, се оние кои покажале најмногу амбиција и преку таа амбиција постигнале многу. Како и сите други аспекти во животот,
ако успехот во животот се мери само преку една единствена работа, амбиција, тогаш и мерниот систем ќе биде таков што ќе се само одредени резултати ќе бидат оние кои ќе определат што значи да се има квалитетен и добар живот. Во христијанскиот живот нема место за амбиција, барем не за амбиција според дефиницијата која светот има. Во христијанскиот живот има една друга работа, а тоа се вика цел. Во христијанскиот живот нема амбиција, туку има цел. Освалд Чемберс, писателот кој секоја среда Марија верно го преведува и ни праќа во нашата група и се надевам дека го читате, ни кажува нешто во врска со таа работа. Освалд Чемберс го цитира текстот од Лука 18 глава 31 стих и вели вака: тој ми рече: ајде да се искачеме кон Ерусалим. Тоа се Христовите зборови кои ги носи апостолите према Ерусалим и тоа ќе биде неговото последно патување. Освалд Чемберс ки каже вака: Ерусалим во животот на нашиот Господ го представува местото каде тој ја достигнува кулминацијата на волјата на својот татко. Исус кажа: јас не ја барам мојата волја, туку волјата на таткото кој ме испрати. Да се бара волјата на таткото беше една доминантна грижа низ животот на нашиот Господ. И што и да сретнеше попат, без разлика дали ќе сретнеше радост или тага, успех или неуспех, тој никогаш не скршна од таа цел. Во Лука 9:51 се вели дека тој верно го насочи своето лице да оди кон Ерусалим, иако знаеше што значи тоа за него. Тоа беше целта, тоа беше волјата на неговиот небесен татко и тој одеше кон таа цел. Без разлика дали попат ќе беше излекуван исцелен Вартимеј или ќе беше распнат на таа цел. Без разлика. Тоа беше целта и тој верно одеше кон таа цел. Најважната работа за нас, Освалд ќе каже, да запомниме е дека ние одиме кон Ерусалим да ја исполниме Божјата цел, а не нашата цел. Во природниот живот нашите амбиции се само наши. Но во христијанскиот живот ние немаме наши цели, имаме Божјата цел. Во нашиот природен живот, ќе каже Освалд, нашите амбиции се менуваат. Тоа што било амбиција пред 5 години, можеби сега веќе не е амбиција. Нашите амбиции се менуваат како што растеме. Но во христијанскиот живот целта е дадена на самиот почеток и почетокот и крајот се во целост исти. Всушност нашата цел е сам Господ Исус Христос. Нашата цел е Исус Христос и волјата на неговиот небесен татко. Тоа е нашата цел. Се што правиме во црквата е заради целта која ни е дадена, не заради амбиција, туку заради целта која ни е дадена. Исклучувањето кон Ерусалим. Амбицијата е спротивна на целта. Амбицијата вели: јас постигнувам нешто. Целта во тој контекст значи Бог ме направи достоен за да бидам некој. Амбицијата значи јас постигнувам нешто, јас правам, јас служам, јас го постигнав тоа. Целта во тој контекст значи Бог ме направи достоен за да бидам некој. Во писмото ние сме повикани да бидеме достојни. Верували ли не? Повикани сме да бидеме достојни. Колку ние можеме да бидеме колку сакаме лажно скромни, понизни, како сакате да наречете го тоа, но ние сме повикани да бидеме достојни. Ќе чита Филипјаните, првата глава 27 до 30 стих. Че Филипјаните 1, 27 до 30 вели вака: само однесувајте се достојно. Како да се однесуваме? Да се однесуваме достојно за Христовото Евангелие, за да можам јас било да дојдам и да ве видам, било да сум отсетен да чуем за вас, дека стоите цврсто во еден дух, дека еднодушно се борите заедно за верата на Евангелието и дека во ништо не се плашите од противниците. Тоа е за нив знак за погибел, а за вас за спасение. И тоа од Бога. Зашто вам ви се даде милост заради Христа, не само да верувате во Него, спасението не е само да веруваме во Него и тука да застанеме, туку и да страдате заради Него.
имајќи ја истата борба, како што видовте во мене, а и сега слушате за мене. Верата во Христос, кој ни е даден од Бог, не може да ја заслужиме, дадена ни е од Бог. Не е целта, тој е почетокот кој не води до вистинската цел. Да се биде достоен за Христовото Евангелие. Писмото ни открива дека можеме да бидеме достојни. Всушност не ни открива дека само можеме да бидеме достојни, туку тоа дури го става во форма на императив. Знаете што е императив? Тоа е наредба. Апостол Павле тука го става тоа како наредба. И тој ја почнува таа наредба со зборовите однесувајте се. Тоа е императив. Тоа е наредба. Однесувајте се. Филипи бил град наменет за пензионирани римски генерали. Римската војска била огромна војска. Била многу значителна во античкиот свет. И тие римски генерали многу добро го разбираат тој јазик на наредба. Има одреден код на однесување да се биде дел од римската војска или од било која војска. И тој код мора да се почитува. Ако гледате мафијашки филмови, има код и за мафијашко однесување. Како можеш да бидеш дел од мафијата. Има код за секој однесување воинствено што мора да има некаков код на однесување. Кога апостол Павле го пишува тоа, однесувајте се достојно. Тие многу добро знаат што значи тој јазик. Тоа е императив, тоа е наредба за нив и тие знаат на што ги повикува апостол Павле. Однесувањето достојно за чинот и повикот кој ти е доверен не е опционално, туку е на разина да се биде или не. Тоа значи, однесувајте се достојно значи да се биде или не. Затоа апостол Павле тоа го поставува во императив форма. Достојно однесување за Евангелието не е опција или за тоа кога јас имам време. Туку е самиот начин на живот на христијанинот. Достојното однесување не значи да го заработуваш спасението, туку значи дека си верен на повикот кој Господ ти го доверил само на тебе. И ти врвиш кон целта, која е самиот Господ Исус Христос, на ист начин на кој Исус врвал верно кон Ерусалим. И ништо не го тргнало од тој пат по кој тој одел. Неговата цел е да ја вршиме волјата на нашиот небесен татко. И за тој повик ние треба да се однесуваме достојно. Повикани сме да се однесуваме достојно. Понекогаш приемаме многу влијание од денешната култура и филозофија за вистинската автентичност. Знаете, да се биде автентичен во денешно време е крајната цел. Да бидеш ти. Just be yourself. Не глуми, не се преправај дека си некој друг кој не си. Само биди тој кој ти треба да бидеш. Да се биде автентичен е највисоката цел на денешницата. Автентичноста ја гледаме како нешто што треба не попречно и не присилно да излезе од тебе, онака оригинално да излезе од тебе, без било каква присила. Демек не смееме да се мешаме во природниот раст и развој на христијанскиот живот во нас. Тоа не може да биде подалеку од вистината. Ако писмото нешто не учи всушност, тоа е дека за растот на христијанскиот живот во вас потребен е надприроден труд и дисциплина од вас. Неверојатна дисциплина. Воинствена дисциплина од секој од нас. Оснажувањето од духот кој ни е ветено не значи пасивност од наша страна. За Бог, Боже, еве ме, прави со мене што сакаш. И се очекуваме што? Да престанеш со некои навики, да почнеш да добиеш некаква нова желба за нешто друго да правиш од црква. Очекуваш нешто автоматски од тебе да излезе. Оснажувањето на духот не значи пасивност од наша страна. Тоа значи уште повеќе инволвираност. Посебно кога знаеме дека духот е тука да ни помогне веднаш кога ќе направиме чекор кон вистинската цел. Достојни за Евангелието Христово. Дали си достоен? Дали сум достоен? Дали живеам достоен за Евангелието Христово? Тоа ми е многу тешко прашање, искрено да ви кажам. Затоа што ме притиска малку да гледам подлабоко во мене. Зошто правам некои работи што ги правам? Зошто не сакам да правам некои работи што не сакам да ги правам? Вистинскиот
Повик не е само да се верува, туку да се пострада. Дали може би нашето верување станува малку поудобно? Кои импулси кај тебе се откриваат? Еве, ако почнеш да размислуваш, и то немојте на глас да ги одговарате тие прашања. И биди искрен со себе. Секогаш зборам за овие работи. Мораш да бидеш во состојба да го чуеш твоето срце. Може би нешто не ти одговара сега во моментов. И да видиш кој глас внатре во тебе ти зборува. Дали бегаш од Бог или си привлечен од Бог? Искрено, размисли искрено. Дали бегаш од Бог или си привлечен од Бог? Дали се обидуваш да се скриеш од Бог или трчаш кон Бог? Не зборам за таа некоја само перцепција во која ти се убедуваш дека нешто е вистина за тебе. Зборам да направиш една мала анализа на каде е моето срце во моментов. Дали се обидувам да избегам од Бог или трчам кон Бог? Дали недела сабајле, ти станува терет, па гледаш само како опција да се дојде, или си обземен со радост кога доаѓа недела сабајле, да се сретнеш со црквата Христова. Како гледаш недела сабајле? Јас не сум многу легалист, како што може да видите, не сум многу по правила, затоа што ете таков сум. Но мислам дека таа некоја воинствена дисциплина која треба да има црквата, попушта, сериозно попушта. Почнувајќи од мене. Ништо не мора, се е опционално и се релаксираме до таа мера во која сега апсолутно се е опционално. Нема никаква дисциплина. Аген, повторно, зборам за себе, почнувајќи од себе. Дали недела ти станува терет или станува радост да се сретнеш со Божјата црква? Дали проучувањето на Божјиот збор во неговата заедница ти е огромна радост или представува повторно терет? Дали ти е радост да го проучуваш Божјиот збор или не? Ако е терет, знаете ли што? Не е проблем ако е терет. Проблем е ако не признаеш и не почнеш да размислуваш зошто ми представува тоа терет. Од каде доаѓа тие чувства кај мене? Од каде доаѓа тој став на срцето кај мене? Од каде доаѓа тие чувства, од каде се раѓаат? Мораш да бидеш во состојба да го слушнеш она што не сакаш да биде вистина во тебе. Имаше период пред месеци. Тука ми беше терет да влезам во оваа црквена просторија. Ми беше терет, сериозно терет. Доаѓам недела сабајле, мене ме фаќа анксиозност. Имаше повеќе измешани работи. Имаше. Не беше само недела дојде, туку имаше сериозен, суптилен духовен напад, во кој јас не можев ни да го издржам тоа. Тешко ми беше да влезам, верувајте. Имав социјална анксиозност. Имав апсолутно се. И морав да го поставам тоа прашање, од каде доаѓаат тие работи? Од каде доаѓаат тие мои чувства? Најлесно беше да обвинам некој. Комшијата ми е крив што секоја недела ќе ми излезе на прозор, ќе ми каже дека сме гласни. Влијае тоа, сериозно ми влијае, ме нервира. Многу ме нервира. Док ме слуша се. Но морам да се прашам од која адреса излегуваат тие чувства? Од која адреса излегува таа анксиозност? Од која адреса излегува таа одбивност кај мене? Морам да бидам искрен со себе. Имав многу битки, искрено во животот имав многу битки во кои ќе се соочам со мисијата во која Господ верувам дека ме повикува. И мене беше тешко да се замислам да продолжам во таа мисија. Некогаш сакав да излезам од тука, да се преселам на некоја друга планета, каде што не е таа мисија, и да почнам и ово на ново. Тоа е тоа. Некој да не постои ништо до сега што сум правил. Затоа што станува сериозен терет. Не можеш да го носиш тоа. Се осеќаш во кутија затворен, во ќош бутнат. Се обидуваш да оправдаш се обидуваш да се дигнеш во се. Вистинското прашање од каде произлегуваат тие работи? Од каде доаѓа тоа? Не е едноставно тоа. Многу важно е да се признае ако се соочуваш со тие чувства. Ако недела сабајле те терат. Ако се некако случајно се обидуваш да ја избегнеш црквата, да го избегнеш Божиот збор, некој ти станува терет. Ако е терет, запраша се зошто е тоа така. Зошто немам радост секоја недела сабајле? Зошто не сум возбуден секогаш кога ќе дојде време да се проучува Божиот збор? Духовната борба понекогаш е многу суптилна.
Дури знаеме да е направена света и се појавува како некаква борба за правда, некаква борба за вистина, за повеќе духовност. Па дури во таа борба за правда и за вистина ќе ти се појави одбивност према црквата, према некој брат или сестра, према пасторот, према нешто ќе се појави одбивност. Но верувам дека непријателот тоа го прави верно, он е многу уверен во неговата работа. Само за да те одвои некако од црквата, само да те одвои некако од заедништвото, за да те остави сам. Затоа што кога ќе си сам, веќе е многу полесно да се справи со тебе. Многу полесно. Прашање за секој од нас, што храниме внатре во себе? Дали ги храниме тие чувства внатре во себе? Дали ги храниме? Несвесно. Се охрабруваме во тие чувства, во тие заклучоци. Или пристапуваме како војска. Кога е тешко, кога е поразително, кога гледаме дека скоро сме и поразени, ние повторно стануваме и почнуваме да се бориме. Како војска. Достојни за Евангелието Христово. Дали се предаваме со бели знамења и ги кажеме мојот живот заврши, мојата борба заврши, се предаваш на овие чувства, се предаваш на овие предпоставки, што и да е, и продолжуваш понатаму, или се бориш по секоја цена, за да бидеш достоен за Евангелието во кој Господ Исус те повикува. Да се биде достоен не значи да се биде амбициозен во Божјото царство, на ист начин на кој ти го гледаш растежот во твојата кариера може. Може би и учениците го гледаат на тој начин, но тоа постојано, Христос постојано се обидуваше да им покаже што тоа би значило во контекст на неговата заедница, да се биде достоен. Што значи да се биде достоен за Евангелието и за службата во неговата заедница. Во една ситуација, всушност само неколку сцени пред овој главен текст што го читаме во Евангелието според Марко. Во 9-та глава, тие се почнуваат да се расправат кој е поголем, кој е поголем меѓу нив. Исус помеѓу нив, знаете ли што става? Дете. Исус помеѓу нив става дете. Вика, зашто се расправавте? Што размислувате меѓу себе? Вика, тие молчаа, 9-та глава, Марко 9:33-37. Тие молчаа зашто патем се препира меѓу себе кој е поголем. Тој седна и ги повика 12. Дојдете вам, дојде ви кажам нешто. Па им рече, кој сака да биде прв, нека биде последен од сите и слуга на сите. И тогаш зеде едно дете, го постави меѓу нив, го гушна и им рече, кој прима едно такво дете во моје име, мене ме прима. Ако ме прима мене, не ме прима мене, туку оној кој ме пратил. А кој го пратил? Отецот. Која е нашата цел? Волјата на таткото. Интересно е дека веднаш во наредната глава повторно се појавува истата тема, но во овој пат не се препираат само меѓу себе за тоа кој е подостоен и поголем, туку сега му пристапуваат на Исус и бараат од него почесни места, Јован и Јаков. Ако не им се разјасни нешто во претходната сцена, сега Исус јасно им кажува и со свој личен пример што значи да се биде достоен. Текстот што го читавме на почетокот 44-45 стих вели вака: кој сака меѓу вас да биде прв, нека ви биде роб на сите. Зашто и синот човечки, зашто и јас, кој мене ме сметате за Господ и за учител, не дојде за да му служат, но да послужи и да го даде животот свој за откуп на мнозина. Тоа значи да си достоен. Тоа значи достоен за Евангелието. Ние сме повикани да бидеме достојни за Евангелието. Секој акт на пасивност е спротивен на повикот на кој Бог го има во нашиот живот. Сепак да се биде достоен не значи да се биде амбициозен, туку значи верно чекорење кон целта, која нам ни е дадена на самиот почеток, а тој е Господ Исус Христос. За крај ќе го прочитам текстот каде апостол Павле уште еднаш ни повикува да бидеме достојни за Евангелието во кој сме повикани. И тоа воедно ќе биде воведен текст за нашата следна проповед, затоа што да бидеме достојни во Евангелието, не можеме да бидеме сами достојни во Евангелието. Можеш да бидеш достоен само во одреден контекст во кој Господ тебе те поставува. Затоа што Господ те повикува со посебна цел, со посебен повик, со посебна мисија и твоето присуство во одредена заедница значи посебна достојност за Евангелието во кој Господ те повикува. Ќе читаме Ефесијаните 4 глава
1 до 5 стих. Апостол Павле ќе каже: затоа ве молам, ве замолам, јас, затворени во Господа, да живеете достојно според звањето во кое сте повикани, со секаква понизност и кроткост, со трпеливост, поднесувајќи се едни со други во љубов. Настојувајте да го запазите единството на духот во врската на мирот. Едно тело и еден дух, како што сте и вие повикани во една нажеж за вашето звање. Еден Господ, една вера, едно крштевање. Еден Бог и татко на сите, кој е над сите и преку сите и во сите. Да се биде достоен за звањето како што вели апостол Павле, или за повикот во кој сме повикани. Важен е еден елемент кој Бог ни го дава како врв на заедништвото со Него овде на земјата. Тоа е црквата. Да бидеме достојни во контекстот на Неговата заедница на земјата. Тоа е црквата. Дали сме достојни за повикот со кој Господ не повикува? Дали сме достојни за Евангелието? Верувајте ми, тоа светот ќе го види. Дали си достоен за тоа што го зборуваш или не си достоен за тоа што го зборуваш. Тоа што лаички ни онака народски кажеме, дали го живееш тоа што го проповедаш. Отприлика на тоа се сведува пораката. Дали го живееш тоа што го проповедаш? Или зборуваш многу, а се останато по прашање на твоето поведение, по прашање на твојата дисциплина, на апсолутно се станува опција. Се е опционално. Проповедаш многу, но малку живееш. Дали сме достојни за Евангелието во кое сме повикани? Христос ја откупи црквата со својата крв. Тоа беше достоен чин за ние да го славиме сега. Нека Господ ни даде сила, нека Господ продре длабоко во нашите срца, да ги слушнеме нашите мисли, нашите чувства, нашите страхови, што и да има, да се соочиме со нив. Затоа што единствено кога ќе се соочиме, тогаш ќе тргнеме во вистинската насока. Не со амбиција, туку заради благодата која ни е дадена да бидеме такви какви што Бог сака ние да бидеме. Ајде се молиме за крај. Татко наш небесен, ти благодариме Господи за тоа што Исус Христе ти покажа совршен пример, што значи да се биде достоен за Евангелието кое ти го проповедаш и го остави на секој еден од нас. Ти, Господи, ни остави јасен знак преку кој ние треба да те следиме Тебе, Господи. Боже мој, имаме потреба од Тебе. Имаме потреба од Твојата сила. Подсетување, Господи, што значи да бидеме достојни. Подсетување, Господи Боже мој, дека ние сме Твоја војска овде на земјата, Господи. Дека треба да го носиме Твојот штит на верата, треба да го земеме мечот на Твојот збор, Господи Боже мој, шлемот на спасението, Господи Боже мој, и да се следиме верно. Те молам, Господи Боже мој, во многу аспекти од нашиот живот разбудине. Разбудине да те видиме Тебе, кој си Ти и да те следиме до крајот на нашиот живот. Се оставаме, Татко, во Твоите раце. Сакаме да бидеме достојни за повикот, за Евангелието кој Ти го имаш предадено на нас. Амин. Амин.